антената на бранот je izrazena fizička dužina na frekvencijata. Frekvencijata ima svoja veličina koja što je 144 MHz. Nije ti te zvorime za 144 MHz. 144 MHz, dobro je 145. Repetitori četvrni se tuk. 145 je u svom principu frekvencijata koja što je 300.000 brzina izrazena je, ta lambda je u stvari 2 metra i nešto malku poveće ili nešto pomalku. Zavisno od koja frekvencija je zahvatena. Ako je 145 mega, pokušajte da izračunate. Jednostavno je računica. Frekvencijata, znači 300.000 vrst frekvencijata v megaherci, ќе izračunate veličiната на радиобранот. Одма, многу брзо. Таа величина на тој радиобран е врзана со антената. Вас најверојатно многу ве интересираат антените и вие стално разговараме овдека само околу антени и така натаму. Ако не ги знаеме овие основни физички параметри, то ги не можеме да знаеме што значи антена. Антената не може да биде ако нема своја физичка должина. Нема антена без дипол. Значи, нема. Ако нема дипол, нема антена. Добра, ајде така да се насмеам малку. Диполот е уствари основниот елемент кој што зрачи. Сето останато е надодадено. Дали е рефлектор, дали е директор, дали ќе правите јаки, дали ќе правите само една вертикалка и така натаму. И вертикалката е дипол. Затоа што должината на бранот е исто така успоредена према земја, живи крај и така натаму. Сега да кажем еден момент. Еден момент кој што е многу битен. Значи, нема антена ако нема дипол. Може да си купите најубав телевизор, 5000 евра, ама ако немате антена, може само гледате цар екран и ништо друго. Значи, без антена нема прием и нема предавање. Тоа реков, едноставно е тоа интересно, затоа што ние цело време збориме за антените, ама никој не се осмелува сам да ги направи. Пробајте, правете. Не е ништо тешко, многу лесно се прават. Само земете ги основните физички параметри, значи фреквенцијата во однос на мегахерцот и ќе добиете физичка должина на антената. Тоа е ламда. Може да биде ламда половина, може да биде ламда четврт, може да биде 7/8 ламда, зависе што сакате. Ама, секогаш во однос на својот уред, кој што го имате, а тој е 50 ома на излазот, 50 ома прима и 50 ома предава. Многу е битно да биде подесен. Тоа е тоа што ние го кажуваме цело време. Тоа е SVR. SVR, Standing Wave Ratio. Добро? Значи, нешто што се враќа ако не е подесено. Нашата антена мора да биде подесена, за да не се враќа во уредот и таа енергија да се троши